Нема викенд без фудбал. А во последно време нема викенд без дерби надпревари. Имаме топ надпревари викендов. Надпревари да се биде или не за некој од екипите. Знаете ли што не чека? Ајде да видиме. Јас сум Јовица Симоновски TJ, а ова е YouTube шоуто Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Sports. Да видиме што има. Манчестер Юнайтед, Челси. Не. Мала шала. Требаше да играат овие две екипи викендов, ама надпреварот е одложен поради полуфиналињата во ФА купот. Но најдовме 4 надпревари. А кога сме кај ФА купот, во сабота во првото полуфинале на Вембли играат Манчестер Сити Шефилд Юнайтед. Замислете Сити да изгуби од екипа од Чемпионшип. Нема шанси. Во недела исто така на Вембли ќе биде многу поинтересно. Играат Брайтон Манчестер Юнайтед. Тука ќе има борба. Следете. Може и Брайтон да тепе. Добро, да почнеме. Избрав 4 надпревари кои се најпривлечни. Мислам, најпривлечни за мене. Се надевам и за вас ќе бидат. Сега, сите 4 надпревари се во недела. Во сабота, ако сакате, ќе следиме Сити Шефилд. Значи, одиме. Премиер лига. Битка за пласман во Лига на шампиони. Њукасл Тотенхем. Њукасл 4, Тотенхем 5. Разлика на табела само 3 бода. Ако тепа Њукасл со едната нога веќе ќе биде во европската елита. А пред сезонава не им давав никакви шанси. Но ги гледавте минатото коло. Значи имаат најдобра одбрана во Премиер лига, ама изгубија 3-0 од Астон Вила. Сега со Спарси ќе им биде уште потешко. Спарси вака така некако гураат кон Лига на шампиони. Стандард шема има тоа. Смената на Конте не донесе ништо ново, па сега со Стиелини имаат победа, пораз и реми. Но ако сакаат во Лига на шампиони, мора да слава нови надпревар. 100% ќе биде неизвестно, ќе следиме голема борба, битка на терен. Но не очекувате многу голови. Мислам дека ќе биде 0-0, 1-1, така нешто, може реми, ама со малце голови. Одиме во земјата на лалињата, Холандија. Тука сега веќе ќе биде јако. Наред е класикер дербито меѓу ПСВ и Ајакс. Има зборено за класикерите во Холандија, ама ајде уште еднаш. Значи, дербијата помеѓу ПСВ, Ајакс и Фејенорд во Холандија се викаат класикер дерби. Сега, ова дерби помеѓу Ајакс и ПСВ не е толку големо како на пример дербито Ајакс Фејенорд, барем според ривалитетот, ама е тука некаде. Ајакс е најуспешниот тим во холандската историја. ПСВ пак освои најмногу национални титули во изминативе 30 години. Добро, сега последниве 3 сезони Ајакс има 3 титули. Тие се борат за титулата меѓу себе од година во години, затоа ривалството станува се посилно како што одминува времето. Сезонава, ни едните ни другите нема да дојдат до титула. Конечно. Титулата ќе оде кај Фејенорд, кој има 8 бода предност. Ајакс и ПСВ со 62 бода на 5 кола до крајот ќе се борат за второто место на табелата која води во Лига на шампиони. Овој надпревар ќе биде решавачки за нив. Кој тепа оди во Лига шампиони. Ако можете да го следите, не го пропуштајте надпревар. Тука очекувам голејада. Не знам кој ќе тепа, ама очекувам голови. Следен меч, Ла Лига, дерби, Барселона Атлетико Мадрид. Атлетико е еден од најтешките ривали на Барселона во изминативе години. На последните 7 меѓусебни надпревари Барс има само 2 победи. И тоа е интересно на последните 2 надпревари. Но каква е сегашната слика? Барселона за мене е веќе шампион. Испадна од Лига шампиони, испадна од купот и сега мислат само на Ла Лига. Овие две ремија поред на последниве 2 надпревари на Барса се само затоа што се опуштија. Па добро, имаат 11 бода пред Реал Мадрид. Атлетико. И што да кажеме за Атлетико? 60 бода. Трето место на табела, 2 бода помалку од Реал Мадрид. И тука е борбата да бидат пред градскиот ривал до крајот. Инаку се веќе пласирани во Лига шампиони, имаат 12 бода повеќе од Бетис кој е 5. Ќе биде интересно, ама мислам дека Барса ќе дојде до трето реми поред. А тоа значи крај на серијата од 6 победи поред на Симеоне. Ако треба да кажам конечен резултат, би рекол 1-1. Последен меч за ова видео. Серија А. Јувентус Наполи. Нема време за одмор ни за двете екипи. Заморот ги стигна и Јувентус и Наполи сега веќе почнуваат да играат топло ладно. Мислам дека Јуве по 2 порази поред во серија А ги загуби шансите за пласма во топ 4. Ама не се знае уште што ќе се случува со онаа казна со бодовите што им беа земени. Значи, додека го снимам ова видео, уште немам информации за казната, дали ќе биде намалена, дали ќе биде скината, дали ќе биде зголемена, појмана. И све е можно од оваа гледна точка. Да се вратиме на надпреварот. Наполи може да ужива до крајот. 14 бода предност во серија А на 8 надпревари до крајот се недостижни. Треба што треба? Треба да се деси чудо за да им кидне титулата. Добро, испадна од Милан во Лига шампиони, ама титулата во серија А има пред врата. Наполи е фаворит. Имаше 2 дена повеќе за одмор од Јувентус и плюс тоа имаат поширок ростер на располагање. И имаат уште некоја предност сигурно.
Јувентус, преноса на Јуве, овој надпревар е само домашниот терен. Ви текнува како заврши минатиот надпревар сезонава помеѓу двете екипи. Наполи тепаше 5-1. Очекувам голови сега и повторно победа на Наполи. Ќе се вратат по поразот од Милан. Мислам ќе биде 1-2. И тоа е тоа, дојдовме до крајот. 4 супер надпревари, плюс овие два купа што ги спомнав. Добар викенд. Тука се одјавам. Следете не, ќе има новитети, ќе има уште многу видеа. Лајкнете, сабскрајб, шернете и се гледаме за брзо. Ајде!